Добро вечер. Премиерот Мицкоски утре во Охрид домакин на хрватскиот премиер Пленковиќ, кој ќе престојува во официјална посета на Македонија. По официјалниот пречек на аеродромот Свети Апостол Павле ќе следува тет-а-тет средба помеѓу премиерот Мицкоски и премиерот Пленковиќ, а по неа и владина билатерална средба. Како што соопшти владата, двата премиера ќе потпишат договори за стратешка соработка меѓу двете земји. А Македонското министерство за енергетика и Хрватското министерство за економија ќе потпишат меморандум за соработка. Предвидена и заедничка пресконференција на Мицкоски и Пленковиќ. За време на посетата на Пленковиќ во Македонија се очекува и бизнис средба на сопственици на компании од двете земји. За влакно избегната голема трагедија во Кичевско. Вистински хорор доживеала мајка со две деца, додека за време на прошетка со нив биле нападнати од два агресивни ротвајлера. Детали има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мајка со две деца на возраст од година и пол и 5 години од Кичевско одвај се спасиле од напад на ротвајлери. Повредите по лицето на детето сведочат за хоророт што го доживеале во Кичевско другово. Мајката со своите деца излегла на прошетка, кога две големи кучиња ротвајлери прво почнале да лаат, а потоа ја нападнале мајката и децата. Жената во раце кренала едно од децата, а со другата рака го штитела другото дете. Хоророт започнал кога кучето силно го повлекло детето и тоа паднало на бекатонот. И кучето почнало да го влече по улицата. Едното ми го фати за тренјерше за раче, ми го спушти на бекатонки. Јас во тој момент го зедов во раце. И другото куче што сакаше да го фати девојчето ми се крена на две нозе. Кога почна кучево да го влече малово од година и пол бекатонки, другото куче почна напред да трча. Кога јас се свртев дека девојчево ми е безбедно, почнав да трчам буквално по кучево. Јас гледав како детево ми го влече, ми се врти. И во тој момент детево буквално влезе под хауба, се потпре со стомачето на предното тркало од колата. Двете нозе под хауба, рачињата од страна на кај возачот што вози. Ја во тој момент се спуштив до под кола, детето го извлеков. Мајката избегала во дворот на соседи, а кучињата трчале по неа. Соседите одма ги однеле на лекар, каде било пријавено и во полиција. Таа го видела собственикот, тој ги видел и им рекол да не се прават драми, на децата ништо не име. Јас го видов господинот што ги чува кучињата и го прашав дали сте едноставно нормални вие што ако не сте способни да чувате кучиња, како можете да дозволите? И тој го погледна детево и ми рече не прави толку голема драма, на детево немој ништо. И тој само излезе и ми рече колку пари бараш. Немој да ме тужиш, кажи пари колку сакаш. И јас реков дека ќе се видиме на суд. Од МВР го потврдија инцидентот. Во извештајот на МВР се вели дека жената и децата биле нападнати од ротвајлери и се здобиле со повреди. За случајот е известен јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на истиот. Семејството бара одговорност и од институциите да го решат проблемот не само со групата на улични кучиња, туку и со несовесните граѓани на кучиња кои ги пуштаат да талкаат по улиците. Толку во вечерниот преглед. Пријатно.